Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитуван колега, ја ќе се потрудам, ми беше укажано да бидам што е можно пократок и поконцизен во однос на вашите укажувања. Внимателно ве следев и вашето излагање и вашите акценти на што ги ставивте. Жал ми е што вие не сте внимавале на претходните дискутанти. Бидејќи не само зборам од опозицијата, туку и од страна на ние што го бранат овој буџет. Бидејќи најголемиот дел од овие суви бројки овдека што ги укажавте беа разбиени. Можеме да идеме повторно ако сакате еден по еден, колку што движев овдека во она што беше укажано, но најголемиот дел, односно сите беа веќе разбиени. Имаше и аргументи, и контраргументи, и реплики до сега што ги зборевме. Мислам дека после трети ден расправа да укажуваме на тоа дека имаме тековни случувања, енергетска криза и нешто слично, не е ништо ново што ни го кажавте. Исто како што кажавте дека тоа требаше да биде испланирано. Ајде тековните случувања ќе го ставиме за малку понатаму, еве за енергетската криза. Од кога почна? Зошто во вашето излагање не укажавме на ставки кои што ќе требаше таа ситуација да ублажат, подобрат или надминат? Имаме ние лидери од регионот, каде што секојдневно има своји објави, дали е тоа статуси, дали се тоа пресконференции, каде што направија конкретни мерки и каде што тие делови со енергетската криза и текако полесно ги поминуваат. Да, се сложувам, регионална е, во голем дел и европска, некој се справува малку полесно, некој малку потешко, но ние не се справуваме. Тоа ни е проблемот. Еве, од овие работи што ги кажавте. 76 милиона, неколку пати беше дискутантите да кажано, за заштита на граѓаните и 52 милиона за земјоделците. Се извинувам. Сигурни ли сте дека тоа ќе ги реши проблемите? За 120 милиона на 4,7 милиарди евра буџет. Историски најголем. Дека овие 70 милиони што ги кажавте, што ги потенциравте, што се премногу важни во буџетот, дека ќе бидат заштитени граѓаните. Дали сте сигурни дека со овие 52 милиони што толку упорно ги повторуваме, дека ќе имаме производство каде што би можело притисокот или ризикот да останеме да гладуваме или повторно да молиме во Србија за пшеница, ќе бидат решени? Дали видовме ние мерки овдека со кои што можеме да бидеме сигурни дека овие немили цени од првиот квартал во третиот или четвртиот ќе бидат минато? Дали слушавте една антиинфлаторна мерка овдека се искаже? Ја во вашиот говор не слушав. За жал, не слушав ни во преходните. А притисокот постои. И конечно, имаме суви бројки кои што укажуваат на дополнителна маса на пари во оптек. Тука е заменик министрот, прашете го, јас си го почитувам, се знаеме одамна, како тоа ќе се рефлектира на оваа инфлација што велиме дека не увеземе. Знаете како, ја имам чувство, генерално тоа не можам да го испрлам никако, како она сега е период на завршеток на година, поученикот, вие како што велите, многу учи, посветене, направене, се враќа после со крајната оценка и вели недоволна неден. И сега бараме оправдувања зошто тоа така се случило. Овој ребаланс треба да биде излез за ученикот да помине годината. Да преживееме. Јас имам сериозни резерви дека тоа така ќе се случи. Бидејќи автопатот Блаце, го спомнавте повторно, не знам зошто и не знам како. Мене ми е срам да го повторувам овде. 2 километри не може да отпуште. Повторно се бараат оправдувања, повторно ќе правиме физибилити студии, па ќе се било со кредит, што и да беше до сега ќе се завршеше. Дали мислите дека кредитот е проблемот за тој автопат до сега од 2 километра што не е отпушен, што не е завршен? Во исто време кога владата бара дополнителни, не знаеме, еве ќе ни справите 700, 900 или милиарди и 300 да се заложи во ММФ. Па ние ако не можеме го почнеме со автопатот да се најдат тие средства таму, како мислиме дека ќе ги реализираме овие другите? И како ќе направите стабилност? Дали мислите дека ние можеме да правиме муавет за стабилност овдека во регионот, да се споредуваме со земјите од регионот, па уште помалку во Европа, кога имаме 4 кризи до сега? Ние имаме влада која што продуцира кризи. Дали направивме сумарум во вашето излагање како тие кризи се рефлектира на државата, на стопанството и на народот? Експертите си кажа,
парите се нетранспарентно потрошени, ефектите се минимални или ги нема, ризиците стојат. Некаде спомнавте дури и за Светска банка. Што велеше Светската банка? Да, рековте дека били исплаќани долговите. Прва и основната работа што стоеше во Светска банка, за останатите обврски значително се зголемени. Итно расчистување на заостанатите долгови. Пад на економскиот раст до 2,7%. Високото ниво на фискален дефицит ќе остане. Јавниот долг над 64%. И среднорочно изгледи полни со надолни и нагласени ризици. Тоа го вели Светската банка, материјалите ги имате и вие. Погледнете ги. Каде е просторот за оптимизам што го изразувате во вашето излагање? И конечно, не е до вас. Може би не е ни до министерот овдека што го предлага буџетот. Имаме институции кои што се нефункционални. Имаме држава потопена во корупција. Имаме реализација на сите полиња кои што е никаква. Не се само тие капитални расходи. Во време на инфлација, ако не се сеќавате, може би еве до основите повторно кажеме. Инфлаторните текови се состојби со кои што она што го имаат граѓаните. Вие што го имате, јас што го имам, ние што го имаме. Како поминува времето, вреди се помалку. Со таа илјадарка веќе не може да купите во маркетот тоа што се може да го имате. А просечната плата не ја прати таа тенденција. 6% ако се зголемила просечната плата, 12% сега имаме раст на инфлацијата. Но тоа беше укажано. И можевте да се вклучите во дискусијата и јас очекував да не поддржите кога кажаме дека играњето со минималната плата може да отпочне трка помеѓу растот на платите и инфлацијата. Не можеме во држава каде што капиталните инвестиции нема да ги ставиме на солидно ниво, каде што нема да се инвестира, нема да се инвестира директно во развојот на предпријатијата, во носење на нови технологии, трансфер на ноу-хау, да очекуваме ние позитивни бројки и некои што даваат изгледна надеж за стабилна иднина или да преживееме оваа криза. И конечно, сега имавме колумна на министерот каде што вели стагфлација. Имаме ризик од стагфлација. Дали го знаете тоа? Дали ја прочитавте колумната од министерот? Дека имаме ризик нагло покачување на инфлацијата во исто време од драстичен пат на производството. Тоа е практично дека Македонија има ризик, вака јури кон бездната и дека ако нешто не се направи итно, ние ќе излетаме во бездната. И од тоа враќање нема. Таму ние имаме внимание да не оправи таа ситуација. Колега, овој буџет, ова ваше излагање, таа кошица на нашиот пат кон провалијата не ја нуди. Интересно е тоа што, еве да видиме дали ќе поддржите. Имаме планирано 2 амандмани со кои што се предвидува една пречистителна станица изградба и изградба на еден локален пат во местото кај што вие живеете. Не само што ќе помогне да се искочи упресред на електоратот од кај што поаѓате, исто така ќе се помогне да се зголемат инвестициите, капиталните расходи, да се помогне кон спречување на инфлаторните текови кои што ни чукаат на врата секој ден. Ниту се справевме со ковидот, ниту се справуваме со енергетската криза, мигрантската криза, тоа си тече нон-стоп, веќе не се ни прави нешто, ниту направивме некои реформи по-значителни во администрацијата, ниту ја зголемивме ефикасноста, ниту ја зголемивме продуктивноста. Па да збориме за сите овие теми што ги насочивме. И тој ризик ќе остане, бидејќи оваа влада наметнува политика на брутален подкуп. Проблемот е што сега кривата на маргинален приход влегува во негативната зона. Секоја дополнителна мерка на тоа поле насочена кон повторна мерка на подкуп ќе носи уште повеќе негативни резултати. Ќе носи уште повеќе проблеми и ќе не влече сите уште побрзо кон бездната. $4,7 милиарди евра буџет. Би требало да има решение за сите напластени проблеми. Велиме дигитализацијата. Како ќе донесе дигитализацијата плюс приходи? Проектирано е све врз основа на зголемените цени. Тоа го кажам уште со првиот буџет дека се очекува.
Дали вие, колега, очекувате некоја финтек револуција во Македонија? Па ќе се влеат милиони од таа активност. Дали очекувате можеби платформата за образование што кошташе 15, односно 20 милиони евра да проработи па да не донесе приходи? Дали можеби бизнисот со руските бизнисмени врзани со босанските фирми, што повторно милионски суми се за тендери дадени во некои други министерства, ќе вродат со плод? Можеби од нив очекуваме нешто. Дали очекувате дека ефикасноста на администрацијата со овие неефикасни решенија ќе се зголеми? Дали можете да наведете барем 5 проекти? Барем 5 проекти во дигитализацијата кои што донале 1 денар плюс на државата. И при тоа, ако наведете барем еден од тие 5 проекти, може да кажеме и сумата за која што е набавен. И при тоа, добро е се напомене, кога веќе збориме за проекти за дигитализација и колку време требало за нивна имплементација. Или на крајот ќе испадне дека немаме ниту еден ефикасно имплементиран спроведен проект кој што дава резултати. Еве наведете и некој поголем капитален проект што е отпошта сега. Што очекуваме во догледно време да биде завршен. Проекциите да бидат остварени и конечно веќе да имаме бенефит од истото. Како држава. Дали сте сигурни дека 7,2 инфлација ќе биде годинава? Бидејќи пред само неколку месеци имавме уверување дека ќе биде 3 до 4 максимум. Кога беше укажано дека има текови во околината, во Европа, дека ќе биде притисокот многу поголем. Како што велите вие, 7,2? 12 е сега. Дали сте сигурни дека овие мерки што не ги имаме укажано, што допрва ќе треба да се донесат и доколку бидат навистина мерки кои што треба, дека таа одржливост ќе има на инфлацијата до септември. А при тоа премиерот кажува дека не чека најлошата зима во историја на државата. Дали сметате дека ако премиерот каже дека не очекува најлошата грејна сезона, а при тоа се бришат сите средства наменети за животна средина, немаме ризик да ни се случи еколошка катастрофа зимово? Дали вие тврдите дека ова зимо нема да се гори од гуми преку дрва со лакови, паркети, стари, се и се што? Дали имаме подготвени институции да се соочат со истото? А средствата се намалуваат. Ниту пак се предвидува нешто во таа насока. Или сметате дека имаме држава подготвена да се соочи со најлошата грејна сезона што ни следи. А за неколку месеци. За само неколку месеци тоа не чека. Нема да должам премногу, ветив дека ќе бидам конкретен и концизен. Само дозволете уште еднаш да ја искажам мојата резервираност и по однос на вашиот оптимизам и по однос на ефикасноста на владата, која што досега се покажа дека ниту сака да работи, ниту пак знае како да изработи. Благодарам. Благодарам и на вас за